civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Koga zboриме za ilegalno oružje i za šverc na oružje, тука се два битни елементи кои што мораме да ги поврземе. Со распадот на бивша социјалистичка федеративна Југославија, незините конститутивни елементи стана посебни држави. Меѓутоа, комуникациите кои што ги поврзуваат тие држави, комуникации кои поврзуваат соседните општини, да речеме, помеѓу Македонија и Србија, помеѓу Србија и Црна Гора, помеѓу Црна Гора и Косово, стана сега нови држави со нови граници. Меѓутоа, без оглед на тоа што се поставени граници, комуникациите остана и тие комуникации на некој начин беше невозможно до крај да се контролират и контрола над тие комуникации ги превзеде уствари мафијата, ги превзеда криминалните групи, користејќи ги за своите потреби. Вториот елемент кој што силно влијаеше на недозволена трговија со оружје, тоа беа настаните во Албанија, при што и на просторот на бивша Југославија со распадот на Југословенска народна армија. Така да во еден момент ние имавме, да речеме, од Албанија 550.000 парчиња оружје и околу 839 милиони парчиња муниција, 16 милиони пакувања на разни експлозиви кои што премина во рацете на криминални групи. Тие криминални групи почна да го пренесуват и да го шверцуват тоа оружје најнапред по овие илегални патни правци на просторот на Западен Балкан. Меѓутоа, како одминуваше време и како цената на оружје почна да паѓа, тоа оружје почна да се прелева и во соседните држави, а посебно и во земјите на Европската унија, каде што и според предупредувањата на Европската унија и на нивните истражувачки центри укажува дека таков неконтролиран шверц на оружје може да дестабилизира и некои земји на Европа. Што се случи понатаму? Зошто е тоа така? Затоа што, да речеме, цена на еден калишников на балканските простори, односно на просторите на бивша Југославија, вклучувајќи тука нели и Албанија, Косово, достигнува цена 300 евра. Меѓутоа, тој исти калишников, ако го префрлите во било која земја во Европската унија, достигнува цена од 3000 евра. Значи, тоа јасно укажува колку се криминалните групи заинтересирани да оружјето кое што остана на овие простори на некој начин го префрлат во земјите на Европската унија. Што нормално тие влади ги загрижува, бидејќи тоа може да доведе до безбедносни ризици. После Брекзитот се појави една интересна ситуација, да речеме Англија, во која практично ни полиција не носи оружје, огнено оружје мислам, и каде што нивото на криминал углавном завршуваше со ладно оружје, со ножеви и така натаму, почна да префрла големи количини на оружје од балканските земји и на територија на ова држава, што представува еден загрижувачки момент.